Добар ден, драги ученици! Најпрво да ви се представам. Моето име е Розета Попризова, наставник по биологија и предавам во основното училиште Видео Подгорец, село Колешино. Денес заедно со мене ќе ја започниме првата тема, поточно првата наставна содржина која е предвидена по планот и програмата по предметот биологија за 7 оделение, а таа е истражување и опишување на карактеристиките на живите суштества. Што ќе научиме од денешната лекција? Што се биолошки особини? Да умееш да ги воочуваш и набројуваш биолошките особини на организмите, да докажуваш сличности и разлики меѓу растенијата и животните и да ги поврзуваш биолошките особини со различни организми од локалната и поширока средина. Што се биолошки особини? Сите организми се изградени од клетки во кои постојано протекуваат животните процеси. Сите организми се одликуваат со биолошки особини, и тоа клеточна градба и животни процеси. Во животните процеси спаѓаат исхрана, дишење, движење, излачување, осетливост, растење и размножување. Биолошките особини се заеднички за растенијата и за животните. Само до некаде е различна градбата на органите и патиштата по кои процесите се одвиваат. Живите организми имаат 7 заеднички карактеристики. Всушност, 7 заеднички карактеристики се биолошките процеси, по кои се разликуваат од неживите и истите може да се одредат ако се наблюдуваат со текот на времето. Живите организми не ги покажуваат сите 7 карактеристики постојано и во исто време. Па да започнеме со првиот биолошки процес, а тоа е исхрана. Исхраната на растенијата и на животните им обезбедува материи од надворешната средина за да растат и да се развиваат. Тие се исхрануваат на сосема различни начини и затоа растенијата се наречени произведувачи, а животните потрошувачи на храната во природата. Еве имаме слика на растение, всушност растението, храната се исхранува со помош на процесот фотосинтеза. На следната слика имаме пајак кој се исхранува со инсекти и на третата слика имаме домашно животно крава која се исхранува со растенија. Вториот биолошки процес е дишење. Дишењето е процес на размена на гасовите, кислород и јаглероден диоксид помеѓу организмот и средината. Со внесениот кислород организмот ја разградува храната и се снабдува со енергија која ја троши за да се движи, да расте, размножува и така натаму. Знаеме дека белите дробови се главни органи за дишење кај растенијата и дел од животните. Рибите и другите водни животни дишат со жабри, додека дишењето кај растенијата го помага процесот фотосинтеза. Движење. Движењето е важно за животните кои се во постојана потрага по храна и за солниште, но не толку и за растенијата кои при движењето не го менуваат своето живеалиште. Леопардот трчи, исто и коњот и кучето. Движењето кај животните може да биде со трчање, одење, скокање, ползење и така натаму. Надразливост. Надразливоста или уште осетливост е особина на сите организми кои примаат и одговараат на различни видови дразби што доаѓаат од надворешната средина и од внатрешноста на телото. Интересен пример на осетливост имаат сончогледот. Сончогледот е осетлив на сонцето и тој секогаш се движи во правец на сонцето. Исто, карактеристични органи за осетливост, кои се наречени ехолокатори, имаат лилјаците и делфините. Излачување. Излачувањето е процес
со кој организмот се ослободува од вишокот материи или од штетните материи што се создаваат во текот на многобројните процеси. Бубрезите се главни органи за излачување кај човекот и животните и имаме како вишок материи на сликата представени се солзите. Растење. Растењето и развитокот на организмите се забележуваат со зголемување на височината и тежината, а се условени со внесување храна од надворешната средина. Еве имаме растење кај растение и интересна слика кај растење кај човекот, поточно жена. И последниот биолошки процес, размножување. Размножувањето е процес на создавање нови млади единки, потомство. Половото размножување вклучува заедница од две единки, машки и женска. Покрај половото растенијата може да се размножуваат и без полово, создаваат нови единки од сите делови на телото. Лист, стебло и корен. Еве имаме пример на жаба. Жабата ги неси своите јајца во вода. На втората слика зајакот со новите млади единки и имаме безполово размножување кај растенија. Биолошките особини на растенијата и на животните можеме да ги опишиме и табеларно. На следнава табела јасно можеме да ги видиме сличностите и разликите на растенијата и животните. Клеточна градба е биолошка особина која ја имаат и животните и растенијата, но градбата е различна. Значи растенијата имаат растителна клетка, додека животните имаат животинска клетка. Додека животните процеси или биолошките процеси се среќаваат и кај растенијата и животните, но различно се однесуваат кај секого поединечно. Исхрана. Растенијата се произведувачи, додека животните потрошувачи. Растенијето диши со целата површина, додека животните имаат посебни органи. Растенијата не го менуваат живеалиштето, додека животните активно се движат со посебни органи. Излачувањето, значи растенијата ги излачуваат, излачувањето се одвива преку жлездите во цветот, додека животните имаат посебни органи и тоа преку кожата, бубрезите и системот за варење. Растенијето е осетливо со сите органи, додека животните преку сетилата. Растенијето расте во текот на целиот живот, додека животните до половото созревање. И за крај размножувањето, растенијето се размножува без полово со сите органи и полово со полови органи, додека кај животните без полово имаме само кај непростите видови, додека полово со полов систем си имаат посебни органи и жлезди, машки и женски. Сега на следниот слајд да видиме и да ги опишиме биолошките процеси кои ги научивме во оваа лекција. На сликата имаме мечка. Сега ајде да ги наброиме и опишеме биолошките процеси. Исхрана. Растенијата се хранат преку фотосинтеза, додека мечките се хранат со месо. Растење. Сите живи организми растат. Движење. Живите организми може да се движат. Тоа можеме да го видиме од самата слика. Надразливост или осетливост. Живите организми реагираат на промените што се случуваат околу нив. Излачување. Живите организми се ослободуваат од отпадните материи како што е јаглеродниот диоксид. Размножување. Живите организми создаваат свои мали
и дишење храната се разградува во клетките за да обезбеди енергија. Ова беа неколку работи кои мора да ги научите од овој час, па да видиме заклучок од денешната наставна единица. Секој од вас мора да знае дека живите организми имаат 7 карактеристики, и тоа растење, движење, размножување, излачување, надразливост, исхрана и дишење. Растенијата и животните имаат заеднички биолошки особини, но тие се разликуваат меѓу себе по градбата и нивните клетки, како и по начинот на кој ги вршат животните процеси. Тоа го видовме преку табеларниот приказ кој беше даден за биолошките особини кај растенијата и животните. Сега, деца, следува домашна активност. За оваа активност потребно е да бидеш надвор. Истражувањето може да го спроведеш во близина на твојот дом. Нацртај табела со 3 колони и во нив напиши ги насловите во првите редови на колоните. Сега е живо, некогаш било живо, но сега е мртво, никогаш не било живо. Внимателно разгледувај околу себе и најди барем 20 различни работи. Напиши го секој поим во соодветната колона од твојата табела. Драги ученици, се надевам дека бев доволно јасна за да може да ги научите главните работи од оваа наставна содржина, а тоа се секој од вас да знае да ги набројува и да ги опишува биолошките процеси на живите организми. Ви благодарам на вниманието.